Денес градоначалникот на општина Делчево имаше чест да го отвори меѓународниот симпозиум насловен Патеката на железната завеса. Посакувајќи им добре дојде на учесниците, го истакна задоволството што токму Делчево ја има честа да биде домакин на овој симпозиум. Почитувани господине Крамер, почитувани господин министер Муса Џафери, почитувани колеги градоначалници, почитувани гости, драги сограѓани, почитувани представници на меѓуните, чест и задоволство ми е што денес сте гости на општина Делчево и што токму овој симпозиум се одржува во Делчево и на самиот старт би сакал да изразам мојата благодарност до организаторите на овој настан за честа која ни ја пруживе да бидеме домаќини на истиот. Микрорегионот Пијанец Малеш е надалеку познат по своите природни убави. Секој добронамерник кој поминува останува зажаден од природните убавени реткости со кои изобилува пределот, вклучително и општината Делчево како нејзин дел. Доста од нив можеби не се ни воопшто познати и доволно испромовирани. Меѓутоа, токму денешниот настан представува изворедна можност пред се за запознавање, а потоа и за промовирање на убавините на овој регион. Министерот за локална самоуправа господин Муса Џафери ја поздрави иницијативата за вклучување на нашата држава во овој проект како 13-та велосипедска патека во рамки на патеката на железната завеса, која се состои од 12 велосипедски патеки кои минуваат низ 20 европски земји, од кои 13-та патека ќе поминува токму низ нашата општина, а ќе продолжи кон општина Пехчево и Берово и ќе заврши во општина Ново село Струмица, каде потоа се насочува кон Република Бугарија. Република Македонија има потенцијали за развој. За можностите да станат реалност потребни се и идеја и средства. Во овој свет на поврзување идеите доаѓаат од сите страни. Ние сме отворена земја и луѓе кои што сакат да воспоставуваат пријателства и релации ширум светот, особено во Европа каде што им припаѓа. Од тој аспект, со особено задоволство ја поздравувам иницијативата за продолжување на патеката на железната завеса во Република Македонија. Своје излагање има и представникот на германската амбасада госпогица Отенбрајт, како и председателот на Советот за развој на Источниот плански регион и градоначалник на општина Кочани господинот Радко Димитровски. Во 13 часот во рамки на овој настан следуваше и краток фолклорен настан на кој учество зедоа членовите на културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Делчево. По паузата за ручек, најголем дел од панел дискусијата за придобивките и влијанието на оваа велосипедска патека му припадна на Михаел Крамер, пратеник на Европскиот парламент во Брисел, кој нагласи дека не случајно овој пијанечко-малешевски регион е вклучен во велосипедската маршрута која треба да поминува токму низ нашиот регион. Денешниот симпозиум заврши со доделување на благодарница од страна на господинот Горан Малешевски до господинот Михаел Крамер за огромниот допринос кој го даде за развивање на потенцијалите за алтернативен велосипедски туризам во Република Македонија.